Драги наши, во животот ништо не е тешко кога нештото се сака и се стремиме да го исполниме. Денешната наша гостинка ќе ни го докаже токму тоа. Во студиото заедно со мене се Сузе и Дени Жерновска, кои што направија песна "Ништо не е тешко". Добро утро. Добро утро, ви благодарам најмногу на поканата од срце и јас сум веќе трет пат на телевизија Алфа и мислам дека ќе уживаат нашите гледачи во овој разговор. Сигурно, како што ние уживаме овие неколку минути од како влезете во студио, морам да ти пренесам еден поздрав од тетка Слободанка Топузовска, мислам се презиваше, се јави само за да те поздрави кога слушна дека ќе ни дојдеш во студио. Благодарам за поздрав. Фанови, Дени има многу следбеници, Дени има многу поддржувачи и точно заради тоа е девојка, веќе девојка полнолетна, која на сите нас ни држи лекции. Инаку морам да кажам и дека Дени е мојата најголема животна учителка. Сите големи мудрости, вистини јас ги научив од Дени, која непрестано ме подсетува колку е убав животот. Ништо не е тешко е наша трета или четврта песна, Дени? Трета мене ми е четврта, зашто првата со наставничката Елизабета Глишик по музичко, која во моментот многу ја поздравувам, ако ме гледа. И се разбира. А инаку вкупно 4 песни кои Дени ги има подарено на публиката. Ништо не е тешко, вели рефренот на оваа песна. Човек да бидеш, доволно е само да ги разбереш тие што се малку различни. Колку Дени ги научи ти останатите дека треба само да сакаат да ги прифатат оние другите? Јас се надевам дека многу ги научив и дека искуството со мене како другарка и како ученичка и како пријател е навистина многу, дека многу ќе им донесе позитивни работи. Каква беше реакцијата на песната на твоите другари, другарки, на твоите професорки, професори? На моите другарки и другари беше многу убава и искрено можам да кажам дека и на мојата професорка премногу и се допадна, инаку се вика Татјана Стојанова Дуева, многу голем поздрав до неа. Таа знае дека најмногу сите си ја сакам и беше, можам да кажам, искрено шокирана кога ја пушти песната и токму на неа ја посветувам. Так, а во моментов гледаме инсерти од настапите со Еурека, која на вистина на сите нас ни одржа една голема животна лекција, а ова се веќе снимки од студиото кај Андријана Јаневска, каде што ги снимавме сите наши досегашни песни. Да, ја поздравувам Андријана и многу и благодарам за прекрасниот аранжман. Да. Танцот и музиката се твојот живот, нели? Танцот и музиката, точно така, само ќе надополнам дека сега последниве 4 години и литературата и македонскиот јазик, само мислам дека во нашава држава не се обрнува доволно внимание на употребата на правилниот македонски јазик и јас апелирам што повеќе студенти да се запишат на филолошкиот факултет, што повеќе студенти да сакаат да го изучуваат македонскиот јазик, бидејќи нашиот јазик е богатство само ако го негуваме ние како млади луѓе и таленти. Така, јас уште кога влезе Дени во студиото, почувствував одлична енергија и ја прашав каде учи. Ти си, Дени, ученичка? Јас сум ученичка во
Јосип Броз, 4-та година матурантка, и можам да кажам дека ние имаме 4 години веќе ангелска реалност, значи сите моменти поминати во Јосип Броз Тито, како и сите проекти што ги имам правено со професорките, за мене се 4 годишна ангелска реалност кои за секогаш ќе ги носам во своето срце како најдраги спомени. Да, нашиот јазик е наша татковина, што би рекол Конески. И сега ти вака себе си се замислуваш како иден македонист или во светот на музиката и танцот остануваме? Ништо не е тешко, може и таму и таму. Во двете сфери ќе бидам под еднакво Присутна. вклучена, иако морам да признам дека себе си се гледам како една професорка по македонски јазик, професорка која ќе биде секогаш тука и ќе ги учи учениците како и за јазикот, така и да ги сакаат луѓето и да ги гушкаат. Така, еден доказ колку си ја сака наставничката по македонски јазик, која што може да испратиме порака како треба да бидат наставниците и колку можат да ја влеат убавината нели на предметот што го предаваат. Смислата за животот да ни ја вратат. Да. Инаку морам да кажам и пред гледачите дека помеѓу втората гледачка Наташа Бабулова Ангелеска, која беше тука заедно со мене, и Дени, веќе падна понудата Наташа да и бидејќи Наташа е моден дизајнер по професија, да и направи матурска креација на Дени. Благодарам многу за таа понуда. Возбудени сме? Да, секако. Ви благодарам многу за таа понуда на гостинката Наташа и се надевам дека убаво ќе износам нејзината креација на таа матурска вечер. Сигурна сум, да. Веќе е подготвена композицијата да ја видиме премиерно, ама уште би сакала да те прашам дали твоите соученици, дали другите матуранти, дали останатите ученици во Јосип Броз Тито ја разбраа пораката која ти ја испрати со оваа песна? Ја разбраа пораката и можам да кажам дека тогаш кога ја пуштивме песната, до сега многу повеќе ме прифатија, иако и од почетокот бе прифатена. За крај на овој разговор би го поздравила и професорот на Филозофски факултет Радко Дуев и Павел Дуев, нивниот син. Значи многу голем поздрав до нив и една голема преградка. А на мојата професорка би кажала благодарам најмногу за сите овие 4 ангелски години и дека нашето пријателство тука не завршува. Гледачите ќе имаат прилика да слушаат и да учат од нас уште многу долги години. Сите имаме уште многу да учиме од тебе, Оле, нели? Ова утро уште колку многу нови работи научи и учиме. И ти благодарам што постоиш ваква прекрасна, единствена, талентирана и уште многу долго ќе не учиш. Тука некаде е крајот на ова издание. Сега си спремна да го погледнеме видеото? Да, и јас би го најавила. Ништо не е тешко, е песна која ги сплотува, спојува и слави различностите. Песна која го пишува едно 4-годишно длабоко пријателство заедно со мојата професорка и песна која е посветена на мојата најмила професорка Татјана Доева и
Исто така е инспирирана од моите ученички денови, многу и стиховите се многу одпеани со многу голема љубов. Ајде да ги чуеме стиховите. Поздрав, драги наши, и вие сигурна сум научивте многу од Дени. Така, срекни сме што ја имаме, срекни се сите што те имаат,